VR ракавица, на сите тие сензори на таа машина за виртуелна реалност, така да луѓето ќе комуницираат веќе во тие киберпростори што се вика во real time. Добре, и сега е тоа во real time, меѓутоа ќе комуницираат како еден вид, не знам како да го објаснам тоа, еден халуциноген начин на екзистенција ќе биде. Подготвени ли сте вие двајцата на тој чекори, на тој начин на развој, затоа што досега следите технологијата и кој ви гарантира дека сега не сме во матрица? Па тоа е идејата на Матрикс трилогијата, посебно првиот дел. Кој ни гарантира дека ова не е интернет? Односно креирана слика од некој кој што има потреба да го искористи нашето битисување, бидејќи веројатно создаваме доволно енергија за да движиме некаков систем. Нема гаранција. И двајцата сте многу активни на Facebook. Да, тоа сакав и јас да напомнам, моментално се наоѓам на вашите Facebook профили, па може да се забележи дека вие сте доста активни, па зашто најчесто го користите Facebookот? Искрено, јас не се сметам дека сум многу активен, сериозно. Нешто сте интересни статуси. Без сега тие ги правам, пошто нели по цел ден сум дома, па иначе ја не сум нешто многу активен на Facebook. Меѓутоа, Facebookот е добар заради две работи според мене. Првата работа е да стапиш у контакт со некој што се наоѓа некаде во филјан земја далеку, значи да можеш со него да исконтактираш. А втората работа, Facebookот е добар за да ги представиш својата работа, ако си више луѓе од човек од јавната сфера или ако својата промоција. У таа смисла преска само сакам да се надоврзам. Јас лично, еве на пример, ништо не би правил во животов ако длабоко у себе не верувам дека мојата работа може некого радикално да го смени или и дека мојата работа може да го смени светот сега. Колку може да го смени, тоа е хипотетички, меѓутоа вербата е многу битна. Значи јас дека верувам дека можам со моите дела да го сменам светот, ја ќе го правам тоа што го правам. Мислам, тоа го прават и сите од нас го правиме, само кој колку е свесен за таа работа. Така да Фејсбукот помага во таа себе промоција, така да кажам, да ги представиш нели своите дела, својата работа. Сега сепак ограничени сме како што сме ограничени, не помага кој знае колку во една земја како Македонија, затоа што на нивото на култура, духовниот развој не е толков, така да нашите книги има мала помош, меѓутоа таа не е пресудна. Ако не ја прочитаат, барем ќе знаат дека ете си издал нешто ново во најмала рака. Па да, имаш таму можности за реклама да ставиш, не знам, да си го ја брендираш книгата, група да направиш, тоа е тоа. Филип, собствена промоција, одржување на контакти, комуникација, која е главната? Мислам дека успешноста на Facebook беше токму спојувањето на сите концепции. Значи, го надмина тесноградоста на блоговите, овозможи луѓето да се наоѓаат кои што се на големи дистанци. Практично тоа е измислен и оформен во Америка, каде што дистанцата игра влијание за разлика од Македонија или Скопје. Значи, таму е навистина интересно кога некој од една до друга обала ќе најде некој кој што не го слушнал 10-15 години. Мене ми се случија такви приказни, најдов другари од војска, односно од пред 19 години, кои што никогаш не мислев дека ќе може да ги сретнам во животот, бидејќи ти се разминуваат патиштата. На некој начин ги создава можностите за комуникација, од друга страна ти дава можност да го кажеш она што сакаш да го кажеш без да те цензурира некој. Така, овде на телевизија, ако не ми дадете вие термин, не можам да кажам што сакам. Овде можам да кажам што сакам. Ако се знае дека во Македонија има над 500.000 профили на Facebook, значи ја имам по длабока пенетрација, добро да, без разлика. Меѓутоа има подлабока пенетрација од сите медиуми заедно најверојатно и овозможува на секој оној што е заинтересиран да види или обратно. Алгоритмите кои што ги создаваат, вие она што го правите на вашата страница интелигентно го следат. Значи ако вие решите да ме следите мене и него, односно тука кликнувате повеќе пати во текот на денот, тогаш нареден пат кога ќе се логирате, он ќе ви даде во топ ньюс што ние сме правеле во текот на денот. Значи можете да си го дефинирате интересот, кој ви интересира да го следите, кои вести сакате да ги добивате и ќе ги добивате. И се од фотографија, видеоматеријал, пишан збор,
можете да најдете на таа страница која што го Знае. дефинира профилот. Сега има теорија на заговор дека ЦИА стои зад ова, дека практично ова е многу интелигентен начин да се соберат сите податоци за сите луѓе во светот, Дека и приватноста тоа е на доброволно. минимално ниво исто. Приватноста не е битна, приватноста они може да ја надминат, меѓутоа да ги соберат материјалите, кога сум се родил, кој ми бил другар во средно, кој во основно, На личниот 6 милиарди начин, луѓе да ги собереш е невозможно од организирана група на луѓе, па макар и милион луѓе да работат. Меѓутоа кога работат 400 милиона луѓе или не знам колку 500 милиона луѓе во светот, вие треба само да имате алгоритам кој што тоа ќе го среди, а мислам дека го имаат. На еден твој статус велиш ги поврзав Twitter, LinkedIn, MySpace и Facebook. Ова е топ. Сакате да знаете како? Како тоа? Не, нема да кажам. Јас си експериментирам, многу ме интересира како да ги интегрирам тие играчки, алатки, за да не морам да речеме ако сакам да објавам еден статус на Twitter и на Facebook да го правам два пати за copy и paste. Постојат сервиси на кои што ќе ги внесете сите овие страници и кога ќе кликнете дека сакате таму да се прати тој статус, тоа оди автоматизирано. Не е страшно, може да се промени. Иве, сега ќе прочитам еден интересен топик на Сашо Тасевски. Вика,